Висока кинеска делегација од градот Џинченг вчера и денес е во посета на општина Кратово, каде оствари средба со првите луѓе во локалната самоуправа и локалната бизнис заедница. По ланската посета на кинескиот амбасадор во Кратово, градоначалникот Мите Андоновски побарал некоја помала кинеска општина со која може да оствари плодна соработка. Кинескиот амбасадор се држал до ветеното и викендов во Кратово ги донесе гостите од 2-милионскиот Џинченг, бидејќи помала општина не можел да најде. Со оваа анегдота и во топла пријатна атмосфера започна средбата во хотелот Кратис, каде домаќините се погрижија да им обезбедат традиционален кратовски ручек, зачинет со звуците на кратовските тамбураши и локалните игроорци. Вчерашниот ден кинезите го искористија да го посетат Кратовскиот музеј, да разгледаат 2 од 6 кратовски средновековни кули, уживаа во прекрасните 7-вековни кратовски борови. Го посетија легендарниот Радин мост, црквата Свети Јован, стадионот на кој настапува ФК Силекс, а беа воодушевени од локалитетот Камени кукли во Куклица. На средбата во локалната самоуправа беа направени почетните контакти, при што на гостите накратко им беа представени ресурсите и условите што им стојат на располагање за инвестирање во Кратово. Денеска подпишавме еден меморандум за воспоставување на пријателство и соработка во повеќе полиња и се надевам дека после подпишувањето на овој меморандум дека ќе изнајдеме некои заеднички области во кои можеме да соработуваме. Кинеската делегација посочи дека Џинченг е сличен на Кратово, во смисла дека и таму рударството и туризмот се основни гранки на кои се потпира развојот на градот. 首先感谢麦特市长对我们的热情的。 Се надам дека во иднина ќе соработуваме и во полето на индустријата, односно туризмот, како и културата. Градоначалникот на градот Џинченг се надева и очекува многу од денешната соработка и понатаму во иднина продлабочување на разбирањето на двата града. На свечената вечер, домаќин на кинезите им беше стопанственикот Љубисав Иванов Дзинго, кој посочи дека во минатото неговите компании имале плодна соработка со кинеските и дека би сакал таа соработка во бизнис сферата да биде обновена. Посочи дека Кратовскиот регион е еколошки незагаден и може да понуди еколошка вода и прекрасно вино за богатиот кинески пазар. Акцент беше ставен и на туристичките потенцијали на Кратово, како можна дестинација за кинеските туристи. Очекувањата во Кратовската локална самоуправа се дека во блиска иднина ќе дојде до плодна соработка во интереси на двете општини.